убава тема на сеќавање на едно многу убаво време, така ќе кажат. Ќе зборуваме за корзото, ќе зборуваме за носталгијата за корзото, како сеќавање на едно убаво време и една генерација која што имаме благодат да ја слушнеме и да раскаже за истата. Од мојата десна страна, Јелица Балевска, до неа Момчула Божиновски и Виолета Евтимовска до Момчула. Добро утро за сите тројца. Благодарам што сте наши гости денеска. Благодарам што ни дојдовте. Го возобновивте на една вечер корзото. Се собравте центарци, уживавте. Имавте потоа и еден начин на одбележување како си игранка, да се видите, да ви помине во веселба, сеќавањата, верувам, на едно време, но сакам да зборуваме за суштината на корзото. Така што малку повеќе ќе ве вратам во ваше време. Јелица, со вас ќе почнам. Што за вас представуваше корзото во младоста? Па да ви кажам, за мене лично преубаво време беше. Корзото ми беше како да ви кажам, како сега што седат младиве во кафичите, нас така ни беше корзото. Излегувавме, се навоѓавме пред путник, кој предпутник, кој карминот, кој беше место. Да, тоа беше зборно место. Се шетавме покрај на улица Македонија, тука постоеше продавницата Громби. Тука вртевме кругови по споредната улица, отпротива беше хотел Македонија. За жал се сруши од земјотресот. Тука исто се собирава, така да речем, постарата генерација беа тие тука во хотел Македонија. Отпротива беше Ванила. Тука беа, во тоа време ние ги викавме шизици, хипици и така. Тука тие се собирава, а иначе околу корзото од Громби па се вртеше по таа улица, не знам како се вика сега, кај што беше сега, кај што има кафиш, тука беше кооператива, тука вртевме покрај Алија Ходжич, покрај Житолук сега, автобуската станица и пак си доваѓавме на зборното место кај што требаше да се најдеме. Ви кажам, зборното место ни беше Путник, на некого му беше пред Пелистер, на некого беше пред Метропол, така да таа генерација за мене што никогаш нема да се врати повеќе кај младите, а јас би сакала да се врати, затоа што тоа време беше едно од најубавите времиња. Имаше многу дружби, многу љубов према генерацијата наша, према другарите, према оваква другарките. Така да за мене беше преубаво. Хајде, Момчула, да го слушнеме. Дали тогаш вие како шизици, тогаш како се били фрлавте околу на некоја од девојките кој што ќе ви го привлече вниманието, што за вас представуваше корзото? Пред се, ако ми дозволите, да го честитам големиот сесловенски празник на сесловенските просветители, Свети Кирил и Методи, а воедно да го искористиме и овој термин, да го искористиме времето кое што едноставно и онака се навраќаме назад, 20 мај и 5 мај, денот на младоста, од времето кога, нели, и на ова што зборуваме, беше дел од нешто кое што едноставно го исполнуваше секого кој што беше дел од таа генерација. Околу корзото. Нели, генерацијски сме тука негде, меѓутоа, сега е неприметливо, меѓутоа во тоа време се знаеше кој каде треба да биде и што треба да прави. Корзото како корзо, по дефолт, е место каде што се среќаваат и шетаат оние кои што едноставно тоа време немаше тогаш, како сега. Кафичи, да се собираме на овие или на оние места, меѓутоа место каде што едноставно можевме да бидеме сите заедно и сите на свој начин да го доживуваме тоа кое што во тоа време одеше да биде онака како што луѓето го замислуваа. Значи, се фрлаа погледи, првите симпатии, првите љубови, не смееше многу да си дозволиш да бидеш толку отворен како денес, можеш да фрлаш со очињата, да погледнуваш вамо тамо, па потоа, нели ќе се развие темата кој на кого повеќе му се допаѓа, а и девојчињата не беа рамнодушни, што е и нормално, тоа е природа. Во секој случај, едно интересно време во кое што сите тие кои што беа дел од тоа беа исполнети на свој начин, пред се дружбата, затоа што, нели,
Не можеш да се видиш ти кога ќе сакаш, него едноставно кога ќе дојде времето. И се сеќавам на еден убав настан, тетките наши, за да бидат видени, за да излезат, ќе не земеа нас помалечките, као еве сега да ги прошетаме малку, па ќе се вратиме. Ние бевме буквално како виза за да можат да излезат, да се видат со симпатиите, али навистина едно убаво време, време во кое што бевме исполнети и помалите и повозрастните, време на убава дружба, време на убави спомени. Виолета, вие со кого најчесто излегувавте на Корзо? Како беше од ваша перспектива, од ваши очи Корзото? Па најпрво да ви кажам добро утро и благодарам што сме поканети во вашата емисија. Инаку моите спомени од тоа време и излегувања беа највеќе, да ви кажам искрено, после часовите или пред часовите. Јас во средното училиште кога појдов, ние секогаш средно училиште одевте вие? Во економското училиште во Бутел. Така да таму пред да одам јас на училиште секогаш се собиравме на плоштадот. Тука значи беше на Пладне собиралиште едно на сите ученици од секаде. Не е како сега, на пример, одиш со автобус право во школа, се знае каде што е, некој со коли одат и све. Тоа се знаеше. Во центар имаше 3 автобуски станици. Црвениот крст, плоштад, значи на Рекорд и домот на градежните. Тука сите се симнуваа од секаде што доаѓа од Ѓорче, од Драчево, од Бутел, од секаде и еден круг ќе се направеше во центарот, ќе се договоревме каде ќе се сретнеме после тоа и после часови, така знаевме и од последните часови по Пладне да побегнеме за да можеме да дојдеме, значи да се сретнеме таму. Тоа беа стварно денови и моменти имаше кога ќе се изненадиш со некој кога се сретнеш, а сега пред да се сретнеш се договараш на телефон, па дури и све ќе си кажеш и кога ќе се сретнеш нема што да зборуваш. Ќе си повториш. Да, нема што да зборуваш, а ние тогаш ќе се сретнеме и да, престрекни бевме кога ќе се видиме со некого. Еве кога веќе почуваме да споредуваме какво било тоа време, какво е ова време денеска, што недостасува од тоа време денеска? Што денешните генерации не знаат воопшто за убавината од тоа време и што им недостасува како генерација? Па, им недостасува она нашето што го имавме стварно дружење, беше многу искрено дружење меѓу нас. Беше некако спонтано доваѓаше све, немаше завидување, немаше, како да кажам, имаше нека посебна драж во нашите средби и све. Сега симпатија или било како да имаш, него ни познаваш по мобилните телефони. Они се запознаваат по мобилни телефони повеќето. Ние се запознававме... Или по социјални мрежи. Така, по социјални мрежи, да. Ние се запознававме буквално на улица. Прво одиш, еве како што кажавме, Корзото, пошто нас ние денеска тема на разговор, излегувавме на Корзо и сега вртиме кругчиња, се шетаме и гледаме некој ако ни се допадне, например, гледаме да го сретнеме барем наредните уште неколку дена. И ако и он, погледот мој, значи ни се сретна погледите, да. Ако ни се сретна, значи тука веќе настанува некоја хемија, некоја поврзаност, па очекуваш да те покани, да се прошеташ и така, али за тие денови ти веќе све знаеш за тоа друштво, кое друштво е, од каде, кој е тој. И така да на тој начин ние се запознававме, па одиш во тоа друштво после и така се ширя. Тие ги нема тие, значи. Вие што ќе дополните, момчела, кои вредности се тие кои што би сакале да се вратат денес? Сега додека зборуваше Вики, а и пред тоа Елица, ние сме Комисијата за култура и културни настани во Сдруженијето на пензионери, овака како што не гледате екипата. Се потсетив на еден убав момент од сето тоа. Ова што го спомна Вики. Ке го погледнеш и сега нели другарката, твојата другарка до тебе нема да те гледа тебе, она си гледа на друга страна. И сега она те влече на една страна, а ти ја влечеш да се вратиме назад. Леле, види го колку е убав. Брзо да се вратиме да го видиме уште еднаш. Каков круг вртење, не можеш да дочекаш, а срцето ти тропа, мислиш ке излезе од градите. А она сега што викаат пеперутките, какви пеперутки бумбари. Ке го видиш, тоа ти е нели, затоа што до следното видување време поминува. И она да се вратиме. Значи, имаше искрен пристап во дружењето. Значи, се споделуваше.
Се споделуваше, не остануваше ништо скриено, зацкриено, затоа што прашањата има одговор. Сега, на овие деца им недостасува, затоа што имаат премногу прашања, меѓутоа на тие прашања добиваат погрешни одговори. Нека ми простат. Не сум јас најпаметниот кој што го каже, меѓутоа ние ги гледаме собствените деца. Да. И го гледаме она како тие реагираат, како тие се дружат и други работи. Внуците. На децата им недостасува. да, Токму да, така, да, да. да. На децата им недостасува дружење. Значи, дружење во кое што ќе си кажат што им лежи на срце. Сега седат на маса, за да не ги слушнат, нели, тие што се со нив, они одоздолан са телефоните се допишуваат, а тука се. Може би на 1 метро 2. Тука се. Океј, може би за нив е тоа прифатливо, јас го прифаќам како нивна. Нели? Како ново време. Ете така. Времето си го прави своето. Меѓутоа, физичкиот контакт, физичката дружба е нешто кое што е неповторливо. И тоа недостасува. Суштината, темелите се подизгубија, нивното значење се подизгуби, што ќе надополните Елица? Драшта на симпатијата е стварно многу побитна. Да се надополнам на тоа. Све тоа вистина молчува што го кажа, меѓутоа им препорачувам на младиве да можат да го враќаат времето. За денешниот ден, 25 мај, денот на младоста, ние сме биле, кога ќе дојдеше 25 мај, ние сме биле пресрекни. Јас, например, кога учев основно, бев, кога се предаваше штафетата на другарот Тито во Белград. Учествува во тие игри таму што беа. Тоа беше доживување и се уште го памтам. Викам, камо да се врати сега тоа време. И ми текна една идеја, ми дојде уште пред некој ден, си викам, како не му кажавме на председателот и на градоначалникот да се договоревме, барем една мала штафета да ја направевме, да го одбележевме овој ден. 25 мај за нас беше... Еве имате можност и прилика. Вие сте многу активни како колектив на пензионери. Навистина сте многу активни. Имавте особено мотив, но и поддршка со оглед на тоа, видов колку луѓе дошле на дента кога само за една вечер го вративте корзото. Така. Сега и тоа како имате мотив и поддршка да го продолжите тоа. И колку е важно да се зачуваат ваквите спомени, размислете во делот на тоа на кој начин би го пренеле на генерациите, на помладите. Размислете, ова е нова генерација, можеби по инаков начин треба за да се предаде важноста, значењето за се ова што зборував. Можеби некој ќе прифати од младиве, јас лично ќе кажам за мојата внука. Може на Малта е сега, ја поздравувам ако гледа. Таја секогаш ќе ме прашуваше, кога ќе дојдеше кај мене и ќе ме праша, бабо, како било во вашето време? И многу се интересираше. Јас сум ми објаснила како сме се дружеле, кај сме излегувале, што сме правеле. Сега зборувајте погласно, бидете погласни, еве ова е можност и начин како да пренесете преку телевизијско немало кафичи на секој, да речам, 50-100 метра. Во нашето време било Метропол, Пелистер и Вардар кафаната. Кината сме ги посетувале, кино Вардар, кино Култура, за жал сега не постојат и не знам и дали ги посетуваат младите. Така да би им препорачала на младите сето ова што го направивме ние во четвртокот, носталгија за Корзо, да можат да го вратат времето и да си продолжат по нашите да продолжат традицијата. Да, ќе додадете нешто, Виолета? Па да, јас би додала на тоа. Значи, идејата за да го направиме Корзото највише произлезе не само да се навратиме на нашата младост, него и да ги изнесеме пензионерите на една малку поинаква дружба, да се потсетат како беше порано и да видат младите денеска како ние тоа сме го правеле порано. Така да благодарение големо до општина Центар што имаме стварно безпрекорна поддршка од градоначалникот господинот Горан Герасимовски, кој во сите наши проекти буквално не поддржува и сега ни беше исто и он тука присутен кога беше Корзото, дали го видовте, да, дојде и он. Да, заигра со нас и секогаш е тука, стварно имаме прекрасна комуникација со градоначалникот. Само да заокружите, ќе му оставиме на момчило, имаме уште една минута, една реченица. Ајде ви дозволувам. Поентата, суштината на ова што го направивме, како за почеток е супер,
На тоа ќе работиме и работиме, креативноста не ни недостасува. Поентата е да го пренесеме времето на помладите генерации, не да ги убедуваме, него на еден начин, сликовит начин, да им го приближиме тоа време, да го почувствуваат и тие, меѓутоа на свој начин, да се дружат повеќе, да се дружат низ дружба, да го кажат она што го имаат во себе и да го споделат, ништо повеќе, а времето ќе си го направи својата. Верувате, мојата цел беше токму таа и затоа и ве поканивме денеска тука. Ви благодарам, се надам дека успеавме во целта заеднички да пренесеме дека тоа физичко присуство не може ништо да замени, дека темелите се тие, само треба некој да ги наследи. Тука сме, ќе помагаме. Да, еве вие потикнувате, да, помагајте. Помагаме. Благодарам што ни дојдовте. Благодариме на поканата.